дојдат и ќе видат неуредена плажа, нема никој од нив да каже таа и таа плажа не е добро уредена, туку ќе страда имиџот на Дојран, ќе се критикува Дојран дека има несредени, дека плажи, дека хигиената е на ниско ниво и тоа во иднина нема да дозволиме поради неодговорност или непрофесионалноста на одредени концесионери или собственици на угостителски и хотелски капацитети да се нарушува имиџот на Дојран. Исто така би сакал една друг, освен езерскиот туризам, кој е доста популарен во летниот период, би сакал да информирам јавноста или присутните на овој форум за други активности кои ги спроведуваме, кои мислиме дека би биле доста популарни, би ги прошириле туристичките содржини во Дојран, освен во летниот период, туку и во остатокот од годината, односно тоа е отварање на фронтовата линија. Знаеме дека Дојран е бил град многу поголем од колку што е сега, меѓутоа за време на Првата светска војна и просирањето на фронтовата линија токму низ градот е целосно разрушен и запален. И би кажал дека Дојран е единствениот град во светот кој се уште ги чувствува последиците од Првата светска војна. Во поглед на тоа, имаме на ридовите над Дојран, имаме одлични локации кои по завршувањето на Првата светска војна, тие бункери, ровови и останати инфраструктурни објекти кои им служеле за воени операции, на некој начин од природата се конзервирани и представуваат една голема атракција за посетителите. Така да од понеделникот во соработка исто така со армијата, со Генералштабот на Република Македонија, почнавме една акција на очистување и отварање на тие бункери и ровови и уредување исто така на велосипедски патеки и пешачки патеки, кои понатаму би служеле за рекреирање или активности во природа на посетителите. Освен ова чистење на бункерите, во интензивна комуникација сме со музејот Imperial War Museum од Лондон и со една невладина организација Салоника Кампејн исто така од Лондон. И заеднички спремаме еден пилот проект, би рекол, со посета на англиски туристи во септември во Дојран, токму на овие локации, односно фронтот во кој има загинато голем број на англиски туристи, а посебно англичаните се војници, се извинувам. А посебно англиските туристи се едни од најголемите посетители на овој сектор туризам или war, како се викаше, battlefield туризам, тие го нарекуваат, односно посета на воени жаришта. Од Првата светска војна има само 4 локации во Европа, во Белгија, во Франција, во Италија и во Турција. А со отварањето на Дојран и Дојранскиот фронт, ние би имале еден прекрасен музеј на отворено на Првата светска војна и според артефактите, би рекол, кои ги имаме таму, би бил еден од најголемите во светот. Тоа не би било само придобивка на Дојран како општина, секако ние би имале голем бенефит од посетата и на туристи и на отварањето на како туристичка содржина, меѓутоа и Република Македонија со отварање на еден таков капацитет, таква содржина, мислам дека значително би се зголемил бројот на посети на странски туристи. Освен овој дел кој е директно поврзан со туризмот, исто така како што спомена заменик министрот со туристичките развојни зони, имаме две такви во Дојран, туристичко развојна зона 1 и 2. Тие се на потегот помеѓу нов и стар Дојран за тие што го познаваат Дојран, односно тоа се ридови кои во минатото не е имало никаква инфраструктура. Така да на подолг план со инвестирањето токму во овие туристичко-развојни зони, на некој начин би се споиле двата Дојрана и ќе понудиме повеќе локации за изградба на викенд куќи, помали хотели, хостели
и сето тоа големе ќе биде бенефитот за развој на туризмот. Понатаму после тоа ќе следува уредување на плажи токму на овој потек, а кога сме кај уредувањето на плажите и поддршката од владата, во тек до 8 јули е прибирањето на идејни проекти за уредување на 500 метра плажа во градски, во централно градско подрачје и 100 метра надвор од градско подрачје, што се очекува градежните активности да почнат на есен и веќе за наредната година ќе имаме уредени плажи по сите стандарди. Покрај уредувањето на плажите во тек и решавање на урбанистичко-планска документација за отварање на аквапарк во Дојран, за што можам да кажам дека постои инвеститори, доколку тече се во ред, се надевам дека исто така би можели уште наредната година тој аквапарк да го отвориме. Покрај аквапаркот имаме во план да отвориме и екстремен парк на вода, Cable Wake, за кој веќе го подготвуваме проектот и планираме да се аплицира на фондовите за меѓугранична соработка. Освен овој дел, исто така постојат веќе локации за отварање на голф терен, на спа центар каде што имаме веќе пронајдено геотермална вода. Тука секако во Дојран е неизбежно и развојот на гемблинг туризам или отварање на нови казина и подобрување на постојните. Така што мислам дека за Дојран во наредниот период ќе следува една широка низа на активности во поглед на секој сектор од развој на туризмот и мислам дека нема да звучам преамбициозно, меѓутоа Дојран за 2 до 3 години воопшто нема да личи на сегашниот, односно сликата за Дојран ќе биде многу поразлична и имиџот на Дојран би се подобрувал, а тоа ќе биде и нашиот влог во развој на државата и на целокупниот оној сектор за туризам кој е мощно значаен за нас како држава. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Импресивни се вашите заложби и вашата програма. Сигурно имате и огромна поддршка од страна на владата на Република Македонија за реализација на сите овие проекти. Само да напоменам дека Дојран е во се наоѓа во еден геотермален регион, каде што имаме силни индикации дека имаме геотермални води и во Дојран престои така една низа на активности каде што ќе се објавуваат повеќе локации каде што има индикации за геотермални води, што е многу важно за развој на тој велнес, спа или бански туризам, ако сакаме да го наречеме. Во врска со категоризацијата на хотелите, неодамна Министерството за економија донесе нов закон, правилник за категоризација на хотелите. Тоа е сега во тек, значи следи еден процес каде што да видиме прво што имаме во Македонија, со што располагаме и да утврдиме категоријата на сите хотели во Република Македонија, бидејќи многу туристи се жалат ако сакаат они да бидат во хотел од 4 звезди, тоа треба да биде хотел од 4 звезди. Со тоа фактички ќе им помогнеме на сите со ова категоризација, тоа не е ништо ново, таа категоризација е усвоена во Европа и ние фактички ја пренесовме таа категоризација во Република Македонија. Во врска со овие патеки што беа спомнати за пешачки и велосипедски патеки, во моментот се имплементира еден проект преку Агенцијата за туризам, каде што повеќе пешачки и велосипедски патеки во Република Македонија ќе бидат обележани, но не само што ќе бидат обележани, ќе бидат дадени и GPS координати, за да може тие луѓето што сакаат да ги употребуваат тие патеки да имаат еден, да кажем, поулеснителни координати, односно да користат мобилните телефони за да се лоцираат. Од овде исто сакам да напоменам дека многу е важно да почнеме да ги користиме и средствата од Европската Унија наменети за развој на руралниот туризам. Имено во ИПАРТ програмата, односно делот за руралниот туризам, постојат неколку мерки каде што е овозможено финансирање
на такви мали мини сместувачки капацитети или така наречени капацитети што се занимаваат со алтернативен туризам. Сакам од овде да порачам, односно да ги охрабрам нашите предприемачи во таа индустрија да аплицираат за тие програми, односно да ги користат тие средства. Воедно исто сакам да споменам за кредитните средства, односно поволните кредитни средства што ги имаат на располагање во оваа индустрија преку Македонската банка за поддршка и развој, баш за изградба на вакви сместувачки капацитети. Малку сега да се осврнеме на еден поинаков вид на туризам. Сакам да го поканам градоначалникот на Крушево малце да ги образложи неговите активности, односно кои се плановите во општина Крушево и со кои проекти во наредниот период ќе во општина Крушево. Добар ден на сите. Поздрав и од мене од Крушево. Накратко, значи, ќе се обидам да го представам Крушево како едно освежување во овие летни горештини. Именно што ние во Крушево како локална самоуправа и со помош на владата на Република Македонија преземаме за развојот на туризмот. Кога станува за Крушево, не можеме да не спомниме дека Крушево е пред се во нашата свест дека е тоа зимски туристички центар. Со помош на владата на Република Македонија и со помош на МЕПСО презедовме одредени активности за продолжување на зимската сезона во Крушево. Односно, со инвестиција од 1,5 милион евра од страна на МЕПСО се преземени одредени активности за продолжување на зимската туристичка сезона. Овие активности се при крај, значи изградено е ново вештачко езеро со вкупен капацитет од 12.000 метри кубни на вода, изграден е цевковод и електрична инсталација во должина од 1200 метри, поставени се 6 топови за вештачки снег на целата патека, а исто така со помош на МЕПСО истата е осветлена, поставени се некаде 34 електрични столбови со купно 68 рефлектори за осветлување на целата скијачка патека и овозможување на ноќно скијање како атракција. Ова сето се случува на зимско-рекреативниот центар Станич и патеката под Жичарата. Тука не можам да не спомнам дека е Крушево единствениот град на Балканот каде од скијачките терени со ски и со санки може да се стигне во центарот на градот. На самиот потек на зимско-рекреативниот центар Станич имаме неколку диво изградени објекти со цел нивна легализација или нивна урбанизација е предвидено изградба на 7 хотели, 3 угостителски објекти, односно 3 во подножјето на зимско-рекреативниот центар и 4 на самата завршница на Жичарата. Дека Крушево е пожелна туристичка дестинација не само во зимскиот период, ами и во останатиот период на годината, сведочи и фактот, односно интересот за изградба на две викенд населби во близината на Крушево. И тоа е едната викенд населба во самата близина на Крушево до езерото, каде преземаме активности за изградба на целокупната инфраструктура, односно изградба на сепарирана канализациона мрежа, изградба на водоводна мрежа, поставување на електрична инсталација и тампонирање на пристапните улици до викенд населбата. Во оваа викенд населба имаме вкупно 50 парцели за индивидуални објекти, од кои поголемиот дел се продадени, постануваат уште 7-8, и еве еден апел до вас и до граѓаните на Република Македонија, доколку се заинтересирани, нудиме парцели за изградба на викенд куќички во непосредна близина на Крушево до Крушевското езеро. Втората викенд населба се наоѓа на местноста Вршник, на 1400 метри надморска висина. Тоа е во непосредна близина на манастирот Свето Преображение и 33 метарскиот крст поставен во чест на нашиот Тодор Проески. Тука се продадени 18 парцели, за продажба остануваат уште 4.
во насока на комплетирање на целокупната туристичка понуда со помош на владата на Република Македонија се преземе